Благодарам, почитуван министер за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, Ваша екселенцијо, амбасадоре Вал, почитуван ректоре на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор Неделковски, почитувани колеги продекани, представници на мисијата на ОПСЕ во Скопје, почитувани студенти, учесници на обуката Драг Пол. Благодарам за оваа можност и затоа што покажуваме дека како институции можеме да соработуваме и да ги привлечеме младите и нивниот интерес на теми кои што се особено значајни. Реализацијата на оваа обука за мене е многу значаен настан, иако поминаа речиси 2 години од нашите први разговори во Скопје, кога дојдовме на идеја да ги поканиме младите луѓе да дискутираат на темите кои што ќе видите во наредните неколку дена, ќе го предизвикаат вашето внимание. Добрите идеи се секогаш добре дојдени и затоа една навистина добра идеја беше поддржана од страна на мисијата на ОПСЕ. Му благодарам на амбасадорот Вал и на целиот негов тим, но и на сите кои што ќе бидат вклучени во оваа обука. Лично сметам дека е многу значајно да се дискутира на овие теми. Впрочем, избрани се 22 студенти, бројот воопшто не е голем, туку е соодветен на темите за кои што ќе дискутираме во наредните денови. Овде има студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Универзитетот Мајка Тереза во Скопје и Државниот Тетовски универзитет, што значи дека сите државни универзитети. Се обидовме да ги обезбедиме студентите кои што ќе сакаат да присуствуваат на оваа обука. И тоа е мојата прва порака за вас. Ве молам, бидете подготвени, да ја примите секоја добра порака, секој совет што овде ќе го слушнете, затоа што тоа е најважно, за да имате добра обука, за да имате добар пристап кон темите за кои што ќе се дискутира. Насилниот екстремизам и радикализацијата, кои што ќе доведат до тероризам, се теми со кои што многу малку луѓе професионално се судираат во нашето општество. Впрочем, за тоа сведочиме постојано, кога и да подготвуваме стратешки документи, планови и се друго. Општа е констатацијата дека многу малку луѓе се професионално посветени на оваа тема. И тоа нека не ве загрижува. Ова не се прашања за масовен карактер. Ова не е прашање со кое што треба да се судираат граѓаните во секојдневниот живот. Не. Ова е работа делумно на безбедносните институции, делумно на институциите во труд и социјална политика, се разбира во областа на образованието. Затоа и Факултетот за безбедност и нашиот универзитет посветуваат сериозно внимание на овие прашања, но централното место се разбира го има и Министерството за внатрешни работи. Дозволете ми да упатам благодарност до министерот Оливер Спасовски, до директорот на Бирото за јавна безбедност господинот Тасевски, кои што ни овозможуваат во рамките на оваа обука 1,5 ден да поминеме во капацитетите на Министерството за внатрешни работи, за да се запознаете со нивниот пристап во борбата или во превенирањето на насилниот екстремизам, на тероризмот. Ќе имате можност да го посетите одделот за специјални полициски операции и специјалната антитерористичка единица, да се запознаете со вработените, да дискутирате со нив, да разговарате. Тоа се споредните цели на оваа обука. Искористете ги најдобро што можете. Во среда, сите заедно, ќе бидеме гости на една голем настан во организација на Црвениот крст, меѓутоа со вклучени речиси сите министерства и ресори кои што работат во делот на заштитата и спасувањето. Тоа е показната вежба Хуманитарен одговор 2023, која што ќе се случи во Скопје во среда, таму се разбира ќе бидете гости. Сакам да ви порачам. Бидете во овие денови другари. Склучете нови пријателства, разменете ги контактите помеѓу вас, за да може обуката да ја поминете полесно, затоа што тоа се целите, да се запознаете помеѓу себе и учејки низ, јас сум сигурен, многу привлечните теми за кои што ќе имате можност да дискутирате во овие денови, да научите, да осознаете и да бидете подготвени, да имате свој став и утре, кога ќе биде неопходно или кога од вас ќе се очекува да застанете во рамо до рамо со сите безбедносни институции во борбата против овие општествено негативни појави, да можете тоа да го правите. А јас посакувам оваа обука да биде таква, да можеме на крајот на обуката, односно во фазата на евалуација,
да процениме дека навистина сме ја направиле вистинската работа и да се обидеме да добиеме поддршка и од министерот Спасовски и од амбасадорот Вал за наредна година, за наредна ваква слична обука. Затоа што ова се теми кои што ќе бидат актуелни не во наредната деценија, туку веројатно и многу потоа. Ви посакувам успех, ви посакувам убав престој овде, другарувајте, соработувајте и бидете со отворен ум. Секогаш, не само сега. Ви благодарам.